Целосна и итна гасификација на Општа болница Куманово, гасификација на сите домаќинства во градот, вклучувајќи ги индустриските зони, најави на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник од СДСМ и коалицијата Оливер Илиевски. Според него, проектот за гасификација на здравствената јавна установа е изработен уште пред 4 години, но се уште се чека на општината да обезбеди приклучок и достава на гас. Во 2017 година, менеджментот на болницата изготви проект за гасификација и го достави до Министерството за здравство. Проектите за изградба на гасна котлара и надворешниот гасоводен приклучок се комплетно изработени во октомври 2017 година. Изведбата на приклучок за болницата беше превземена обврска од страна на јавното претпријатие Куманово газ, односно Општина Куманово. Гасификацијата на индустриските зони ќе значи повеќе инвестиции, зголемена рентабилност на стопанството, со што кумановските компании ќе бидат поконкурентни на домашниот и меѓународниот пазар, истакна Илиевски. Заштетите за енергија ќе бидат зголемени и истите може да се пренасочуваат за нови инвестиции со кои ќе поддржиме младински политики и ќе го субвенционираме задржувањето на младите тука во Куманово. Време е урбанизација на Куманово да добие една нова димензија со воспоставени еколошки стандарди. Затоа најавувам планско, просторно уредување на јавните површини на општинските и државните институции во Куманово. Да добиеме современи институции кои ќе бидат дел од новиот изглед на градот, дел од урбано и зелено Куманово. Илиевски најави и планско просторно уредување на јавните површини на општинските и државните институции во Куманово, а болничкиот круг е само еден пример за тоа дека се потребни нови зелени површини, нова урбана опрема и нови содржини, како и инфраструктура која што е во функција на лицата со попреченост.